Штрајкот во обвинителството продолжува до почетокот на преговорите со владината работна група. Порача денеска председателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани, Трпе Дејановски. Штрајкот во обвинителството продолжува. Ја поздравуваме вчерашната одлука, односно заклучок од седницата на влада, каде што се усвои информацијата од Министерството за правда. Ја прифаќаме подадената рака за присуство на работна група за преговори за решавање на проблемите на вработените од обвинителството, правосудството и органите на државната управа. Дефинирање на рокови побара УПОС од владата и истите да се соопштат на првата нивна средба. Очекуваме оваа работна група да почне да работи како што е наведено во информацијата на влада во рок од 7 дена. Само да сакаме да ги известиме дека на првата средба ќе бараме дефинирање на рокови. Таа работна група да ја заврши работата во најтолк рок од 10 работни дена. Од денешниот штрајк УПОС и покрај претходната средба со нив ги упати следните пораки до министрите за правда и финансии. Од негова страна побаравме исто така подитна постапка да се донесе законот за јавна обвинителска служба, за кој заеднички треба да преговараме, а во него ни е уредена платата и додатоците на плата. Тоа е еден вид на порака до министерот за правда. Втора порака би упатиле до министерот за финансии, значи доколку мислат дека ќе почнеме да се пазариме за 5 и 10% покачување на плата, воопшто да не почнуваме. Судската и администрацијата од обвинителството бараат 78% покачување на платите, како и 34% покачување на додатоците од плата.